ДКСК ја стега антикорупцијската мрежа. 60 високи функционери, суди и обвинители, министри, пратеници и градоначалници ќе бидат под лупа за имоти судирни интереси во 2026 година. Имињата ќе се знаат веќе следниот месец, кои ќе бидат утврдени врз основа на анализа на податоците во електронската база на податоци. Имајќи ги во предвид укажувањето од годишниот извештај на Европската комисија за зајакнување на следењето на имотната состојба од страна на ДКСК, оваа година имаме предлог да биде зголемен опфатот на функционери кои ќе бидат предмет на проверка, така да предлог е да бидат опфатени изјави за имотна состојба и интереси на 60 функционери. Антикорупцијска изгласа и план за следната година, според кој ќе се следи состојбата во сектори кои се најподложни за корупција: правосудството, законодавната власт, извршната власт и локалната самоуправа. Членовите на ДКСК го изгласаа и ставањето вон сила на упатството за рангирање на предмети за постапување, што значи сега сите случаи ќе бидат еднакво важни. Имајќи во предвид дека до ДКСК се доставуваат голем број на пријави, од кои неретко и пријави кои се паушални, односно не содржат наводи од законска надležност на ДКСК. Од таа причина беше усвоено ова упатство со цел ДКСК врз основа на одредени критериуми да ги рангира предметите со цел нивна приоритизација во постапување. Председателот Чучуле рече дека упатството за важност на предметите не дало резултати, овозможувало субјективност во рангирањето и додаде дека со измените на Законот за спречување на корупција и судирот на интереси и деловникот за работа дополнително ќе се регулира начинот за постапување по предметите и нивното рангирање. Антикорупционерите пред 2 недели алармираа дека 35 поранешни и новоизбрани градоначалници не ја пријавиле својата имотна состојба во предвидениот рок, што е законска обврска.